За 35% ќе поскапат услугите што ги дава детската градинка Ангел Шајче, доколку предлог одлуката за изменување на одлуката за утврдување на цените на услугите добија согласност од мнозинството на Советот на општина Куманово на седницата што ќе се одржи в среда. Со новата одлука за едномесечен престој на децата во градинката наместо 1490 денари ќе се плаќа по 2011 денари. Станува збор за зголемување од 35%, односно постоечкиот износ 1490 денари, да го зголемиме на 2011 денари. Ово износ од 1490 денари е донесен со одлука 2004 година. Повеќе од 22 години износот за надомесна градинка не е променет. Знаеме дека од 2004 наваму континуирано цените се во пораст. Цените на енергенсите, цените на храната, посебно на комуналните услуги, значи се е во пораст, а износот надомесна градинка стои исто. За да обезбедиме квалитетна услуга кон граѓаните за децата, ова е нужно. Значи не станува, ова не е ненадејна наша одлука, вака постапија голем дел од градинките во државата, така да ние само го следиме трендот и оно што е неминовно да го направиме. Цените се зголемени, меѓутоа се зголемени просечната и минималната плата од 2004 наваму, односно се зголемени за 92%, 192% или 350%. Ако земеме во предвид дека 2004 година минималната плата била 5000 денари, родител кој имал згрижено 2 деца во градинка требало да издвои повеќе од 50% за згрижување на 2 деца во градинка. Со ова зголемување од 35% многу помалку ќе биде тоа изложување на родителите, односно ќе стане збор за само 5,7% од минималните примања. Близначиња, второ дете, трето дете имаат попуст, додека услугите на цените за различните програми кои што ги нудиме, односно појадок, ужина, имаме неколку програми кои што се понудени пред родителите кога ги исклучуваат договорите за престој на децата во градинка, сите се зголемуваат за 35%. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 43 годишен кумановец поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Според полицијата, пријавениот во периодот од 2020 до 2024 година, откако бил поставен како вршител на должност директор, а потоа именуван за директор на јавна здравствена установа Здравствен дом Куманово, склучувал незаконски договори на дело и вработувал лица во установата без претходно да добие одобрение од Министерството за здравство и без да обезбеди согласност за обезбедени финансиски средства од Министерството за финансии. На тој начин тој постапил спротивно од одредбите од Законот за работни односи и Законот за трансформација во редовен работен однос. При тоа во истиот временски период ангажирал 68 лица со договор на дело, на кои незаконски им исплатил плати во вкупен износ од 21.744.788 денари или 353.573 евра на штета на буџетот на Здравствен дом Куманово, соопшти секторот за внатрешни работи. Нови садници од видот јасен се засадени денеска кај новиот паркинг простор во кругот на општата болница Куманово. Соработката со јавното предпријатие Чистота и зеленило во однос на хортикултурното уредување на просторот околу болницата ќе продолжи наредниот период, посочуваат надлежните. Денес екипи на јавно предпријатие Чистота и зеленило Куманово овде во болнички двор извршија садење на висококвалитетни садници јасен. Садниците се насадија овде на овој паркинг нов што е направен према улица 11 ноември. Се со цел да го разубавиме овој простор, се надеваме дека ќе успееме да ги сочуваме овие садници од несакани работи, како кршење и такви работи, ќе покушаме да ги заштитиме. Се надеваме дека за некоја година овде ќе никне еден убав прекрасен дрворед кој ќе го штити овој простор и овие возила на овој нов паркинг што се наоѓаат и да го разобаиме овој простор. Чест и задоволство ми е да помогнеме на Општа болница Куманово и на директорот Сашо Стошевски, кој навистина во изминатиот период за многу краток период направи импресивни резултати овде во оваа болница. Планирам секаде да допреме каде можеме, каде имаме услови, ќе го разобаиме Куманово, ќе садиме садници секаде кај што можеме, парковите, како што кажа пред некој ден, градскиот кеј,
школите, училишта, градинки, секаде, значи, оние критични фирми кај што се наоѓа голема фреквенција на дечиња, на деца, на ученици и студенти, значи секаде ќе покушаме да го оплемениме, да го разубавиме тој простор. Прво да изразам огромна благодарност до јавното предпријатие Чистота и зеленило, што позитивно одговори на нашето барање да го раззелениме овој дел од болницата. Овој паркинг простор кој е пред се уреден, пак ќе напоменам, со донација на општествено одговорни компании. Тука се придружуваат и јавните предпријатија со нивната општествена одговорност. Благодарам се за тоа, планираме во иднина и понатаму соработка, особено со јавното предпријатие Чистота и зеленило и со директорот Саша Томиќ во хортикултурното уредување на дворот. До сега секогаш имат позитивно одговор на наше барање, се надевам понатаму исто. Во плане за ова година изработка на проектна документација за комплетно уредување на дворот за преасфалтирање и излез на улицата 11 ноември. Тоа ни е и планот да го намалиме метежот на улица Сава Ковачевиќ, да го растеретиме на некој начин и стариот и новиот ургентен центар, да направиме влез и излез, се извинувам, и влез и излез на улицата 11 ноември, со што таа улица реално и поширока, со поголема фреквенција и се надеваме тоа тесно грло што го имаме на таа улица да го решиме проблемот. Сојузот на борци од Куманово и Годинава ќе го одбележи формирањето на третата македонска ударна бригада на 26 февруари во 1944 година во селото Жегляне. Граѓаните кои што сакаат да присуствуваат на прославата по повод 82 години од формирањето на бригадата, утре може да се пријават за организирано заминување во просториите на општинската организација во зградата на поранешен комитет. Канцеларијата ќе биде отворена од 10 часот, информира Зора Ивановска, член на председателството на Сојузот на борци од Куманово. Утре јас, Зора Ивановска, член на председателство на Сојуз на борци, правам список за нашите сограѓани кои сакат да го посетат Жегляне, споменикот, каде е формирана трета македонска ударна бригада. Славиме 82 години од формирањето. Така, еве од ова место ги поканувам сите заинтересирани да дојдат утре, да се запишат, како и секоја година, така и ова година нема да изостане посетата на Сојузот на борците и на нашите сограѓани, да положиме свежо цвеќе, да им одадеме почит на загинатите борци кои беа носители на слободата на нашата држава. Сојузот на борци секоја година ги одбележува сите значајни датуми кои се врежани во историјата, кои се врежани во нашите срца, во нашите души, кои знаеме да почитуваме, да паметиме и да ги посетуваме и да ги одбележуваме светлите дати. Така исто и утре ќе направиме. Нека повелат сите кои сакат во 10 часот во комитет. Јас сум таму, ќе правам список. Во просториите на Црвен крст Куманово деновиве се организираше мотивацијска работилница за крводарители. Членовите на извидничкиот одред скаут имаа можност да научат повеќе за процесот на дарување крв, критериумите за тоа кој може да биде крводарител, личните бенефиции и значењето на крводарителството. Работилницата беше одржана од страна на Илина Станковиќ, обучен мотиватор за крводарителство, соопштија од Црвен крст Куманово. Инаку утре во периодот од 10 до 15 часот во просториите на Црвен крст Куманово ќе се одржи крводарителска акција, да ја покажеме нашата хуманост и да придонесеме за зголемување на резервните крвни единици во земјава. Еден ден по празнувањето на Прочка, христијанските верници започнуваат со големиот великденски пост. Постот започнува на денот, познат како чист понеделник, а ќе трае до 12 април, односно до Великден. Севкупно великденскиот пост ги опфаќа 40-ницата и страстната седмица. Според традицијата и обичаите, за време на целиот великденски пост правило е од понеделник до петок во храната да нема ни масло, односно да се пости на вода, а во сабота
Според традицијата и обичаите, за време на целиот великденски пост правило е од понеделник до петок во храната да нема ни масло, односно се пости на вода, а во сабота и недела е дозволена употреба на масло. Употребата на масло е дозволена и во деновите кога се паѓа голем празник. Рибата е дозволена да се јаде само на цветници.